Добре дојде во студио за Алберт Муслију, Саша Ордановски, политички аналитичар и ордановски новинар. Добре нашле. Благодарам, го цениме вашето присуство. Темата на оваа дебата е консензуалниот барањето на Дуи за консензуален председател, прифатлив и за албанците и за македонците. Тоа беше една од одлуките на последниот состанок на Централното председателство на Дуи, каде што беше кажано и дека Иванов е неприфатлив за нив. Кој е вашиот став, господине Муслију? Велите ли да за консензуален председател? Во секој случај, оваа дебата барем кај албанскиот дел на општеството се одвива од повеќе месеци и аргументите кои се представуваат се про консензуалниот кандидат. Јас сум лично за тоа, затоа што сметам дека во претходните председателски избори албанските партии учествуваат тек колку да се докажат една кон друга, а не да извлечат некој бенефит за нивните конституенти во тој изборен процес председателски. Така да консензуалниот кандидат би предпоставувал договор уште во првиот изборен круг. Но добро е тој договор, господине Ордановски, добро е тој договор да биде и албанец, например. Зарем не? Слушайте, се е добро. Првото прашање е ствари што значи консензуален кандидат и како се стигнува до тој консензус. Ако живеете во општество кое што нема консензус на многу теми, ајде да не речеме на ништо, ама дури и за многу пониски теми нема консензус. Ако тоа немање на консензус е главниот промотор на тоа е владата во која седат Дуи и ВМРО-ДПМН, како сега би дошло одеднаш до консензуален кандидат? Како тој треба да биде супермен, како треба да биде тој консензуален кандидат, за да во една ваква распадната конфликтна ситуација во која што се води политичкиот диалог, да не ја спомнам сега и опозицијата, тоа би бил консензуален кандидат на власта, што би правиле граѓаните кои, да речеме, на минатите избори гласаа во мнозинство против оваа власт. Во случајот на етничките македонци, бидејќи опозицијата која ќе ги соберете гласовите освои повеќе отколку власта. Што треба да прават сега тие граѓани? Значи, целата оваа идеја за консензуален кандидат, она е доблесна, јас се согласувам, ја би сакал, но до тој консензус да се стигне по демократски пат, а не по пат на договор во некоја задна просторија, каде што Али Ахмет и Груевски ќе си ги подадат рацете и ќе наплатат за тоа. Бидејќи они се што прават, а особено тоа што го доаѓаат до консензус, го наплаќаат. Добро, господин Муслију. Само еден пример да дам. Значи овакви вашите аргументи за падна во вода. Не падна во вода. Јас стојам за тие аргументи, тие држат затоа што тие искуства ние сме ги имале. Имаме председател кој на прошлиот изборен процес медија немаше поддршката од албанците, имаше од владеачката партија, која баш поради тоа и на за вчерашниот состанок валјда донесле заклучок дека тој кандидат нема да го поддржат, затоа што не можат пред нивните гласачи да излезат и да аргументираат зошто сме го поддржале, зошто би го поддржале пак. И кога сме кај конфликтните општества, ми имаме искуство од нашето соседство. Можам да дам пример од Косово и од Албанија, каде што и нивното општество, а и меѓународните партнери инсистираат да се излезе со консензуален кандидат не меѓу етничките заедници, туку меѓу сите политички партии, за да биде некаков спојувач или некаков промотор на соработка помеѓу поделените ентитети. Кај нас имаме поделба и по етничка и по партиска Не е ли вовед во комунизам повеќе? Не, апсолутно. Отколку помирување? Тој збор со мене сигурно не треба да ставите во иста реченица. Него тоа значи помирување во општеството, да се најде личност која ќе може сите интересни обединувачки фактор некаков и да дојде до некој спремност. Проблемот е што обединувањето не може да тргне од озгор. Не. Значи, до обединувањето мора да се стигне од озгор. Ама треба да почне од нешто. Значи, ако успеат, не во некоја канцеларија таму вон очите на јавноста. Така ќе биде. Ако биде така, тогаш е погрешно. А како другчие може да биде? Консензуални... Не може да кандидатите на референдум прво, па потоа од кога ќе победи некој на референдум да биде ставен за консензус. Може во некој идно време ќе имаме еднотрепартиски избори. Значи... Него сакам да кажам дека се зборува за председателски избори, се зборува за прашања кои се од интерес на албанската заедница, баре се провлекувало во последниот мандат. Значи се прашања за кои треба да се договорат и тие што ќе го поддржат тој кандидат да имаат аргументи да излезат пред граѓаните, затоа што политичарите може све што да се договорат, тие ќе треба да излезат со аргументи да им кажат на нивните гласачи. Али Ахмет ќе излезе ќе каже гласајте го овој кандидат, или Мено Тачи ќе излезе ќе каже гласајте го овој кандидат, затоа што во врска со ова прашање ќе биде по
трансферентен потвори така на. Аргументацијата ја разбирам. Прво кога ќе ми спомнете Али Ахмет и Груевски, така мене ми се дигаат во демократска смисла коса на глава, ми се дига ова малку што ми ја останало. Второ, примерите на Косово и на Албанија не се сосема соодветни, таму претседателите се бираат во парламентите. Во парламентите вие можете да градите некакво партиско политичко единство и тоа не е лошо. Можете и во оваа ситуација. Меѓутоа, што е мојата теза? Значи, апсолутно дека албанците би било идеално кога би дошле во ситуација да можат да гласаат и македонците за кандидат, без разлика на неговата етничка припадност, за кандидат кој би бил прифатлив за мнозинството. Значи, ја не го спорам тој принцип, дури таа потреба не ја спорам. Јас спорам, оваа, како да кажем, предолго живееме во оваа договорна демократија, во кој што Али Ахмети заради своите интереси ќе седне со Груевски заради неговите интереси и ги со заедно, сосема се едно, и потоа ќе договорат дека да речеме Алберт Муслиу е прифатливиот кандидат. И што? Потоа ќе ги стават граѓаните пред свршен чин. Вие велите да следи процес на аргументација и објаснување. Видите, тој висок притисок што ќе се направи врз граѓанството, особено во недемократски услови во кои живее Македонија, биче ни еден друг кандидат, ние немаме овдека рамноправен третман на кандидатите. Имаме таков дисбаланс во медиумска смисла, во финансиска смисла, во партиска смисла, пропагандистичка смисла пред се. Значи, ние не живееме во демократија. Ние живееме во една договорна, во демократура, да ја цитирам уважената градоначалничка Тетова. Кога во демократура двајцата лидери на демократурата, Али Ахмети и Груевски, се договараат за прифатлив кандидат, скоро сум склон да мислам дека тој е неприфатлив за граѓаните. Но зашто? Нема да значи дека нема да биде избран. Но зашто велите Груевски го спомнувате? Ордановски. ВМРО излезе со соопштение каде што вели дека тие не гледаат председател преку етнички рамки, туку преку некоја улога негова за заштитник на државните интереси така натаму. Значи тие не подаваат рака на Ахмети. Да, знам, ама тоа е едно такво демократско лицемерие на ВМРО. Бидејќи вие кои ќе го видите ВМРО ви кажува сите работи што пристојат и доличат да се кажат за една демократија. И кога ќе видите што прават во праксата, ќе видите дека ги прават сите работи кои што се непристојни и не деликуваат на демократија. Така што гајле ми е што кажал Никола Груевски. Никола Груевски е еден демократски кепец, еден демократски лажов, кој што не лаже 8 години за принципите на демократијата, а во праксата го прави сето она што не треба да го прави. Значи, јас не тргнувам во некаков идеален свет. Во идеален свет ние би имале и без договор консензуален. Нелсон Мандела би го имале, македонскиот Мандела. Во ваквата реалност во која живееме, во која што имате демократски лажови, во таа мерка и Али Ахмети исто така демократски лажови. Ја едноставно не им верувам. Зашто нивниот консензус не се гради врз прифатливоста на кандидатот за граѓаните. Се гради врз дилот што ќе го направат. Бизнес демократија. Ја не мислам дека тендер демократија, критичарите. Се разбира дека таму има и политика. Меѓутоа ние ги гледаме резултатите од таа политика. Они за 8 години власт ВМРО не ја унапреди мултиетничката консензуален модел на демократија во Македонија. Напротив, они хистерично реагираат, да речеме, на изјавата на американскиот амбасадор, кој е за овој принцип ја он влезе за консензуалност. Па тоа се расширува. На Волерс мислите кој излезе на штолови од универзитет. Да се почне да се гради токму ова што го разговараме. Па тоа се одговара со хистерија и со черечење. И се одеднаш Груевски што рекол. Ма уопште не ми е гајле што рекол Груевски. За идентитетот. Ова е лицемерна изјава секако. Значи од истата партија која нели во Кичево во Струга така промовира некои етнички кандидати за спас на држава. Мислам тоа е лицемерно. Него таа изјава може во суштина да значи дека може па договорот да не се постигне меѓу нив двајца. Тие не исклучува договор со СДСМ. Тоа Али Ахмети го каже и го 3-4 месеци. Него ја не ги исклучувам твоите аргументи. Реалноста во општеството е така. Нашите аргументи не се исклучителни. Они се во истиот дискурс. Алтернативите се многу полоши. Мислам, ние имавме ситуација у мандат од 4 години каде што кај албанците председател не беше прифатен. И тоа не може да е кохесивна личност ако начинот на избор е стариот, затоа што стариот модел се докаже дека не функционира во таа смисла. Второ, албанскиот политички живот се развивал поразлично, Сашо. Најголемата албанска политичка партија не постои више. Значи имаат начин албанците да реагираат на неадекватното однесување на нивните политичари. Политичката сцена е таква како што е и има повеќе причини, не е само една. Но сакам да кажам дека он ќе мора, ја не верувам дека
Алија Метиќ може тоа да го направи без да се договори со Медо Тачи. А претходница на тоа беше нивниот состанок пред 2 недели, 3 недели иницииран од Еди Рама, дека консензуален не е само ако е помеѓу Дуи и било кој. Целиот албански блок ли? Албанскиот блок ќе мора, значи ќе биде принуден, Алија Метиќ тие аргументи да ги сподели и со албанските опозицијски партии. Како ќе го принуди Тачи? Ама не мора да го припнути, не може да го принуди. Може да го аргументира или да тој дил или тој договор што ќе го постигне да го аргументира толку пред Тачи да овој нема аргументи да излезе спротивно на тоа. Иначе другата така е. Која е друга алтернатива? Значи зборуваме Земи или остави, а? Не, друга алтернатива. Другата алтернатива е демократски директен избор на председател. Да. А тогаш се појавуваат на сцената кандидати за кои не мора да стои никаков политички договор, а да бидат прифатливи за мнозинството. Но таа ондека алтернатива, Албрет, се извинувам, и просто ја исклучуваме зашто сите ние сме препуштени на клубот на пратеници или на фоајето во Александра Палас, кај што ќе седнат политичари да се договорат. Тоа е нашиот проблем. Ама двете албански политички партии имаат дебакл на претходните. Во која смисла дебакл? Во смисла на кандидат кој доби повеќе од нив. Не е така. Они имаат дебакл во смисла на водење на целата политика, која што на крајот завршува и со председателски. Зашо? Они има кандидати на председателски избори, чии кандидати на тие големи партии, нели, добија помалку гласови. Абе, Алберт, јас за друго говорам, види, јас за друго говорам. Кога ти седиш во влада 5 години и не постигнуваш ниво на соработка, резултира со дебакл на председателски избори. Значи, ако ти 5 години седиш во владата и то учествуваш до тука, во се што се од гушење на медиуми до што сакаш. И онда нормално дека ако тоа не го направиш, ќе ти завршиш дебакл на избор на председател. Значи, Дуи мора да ја прифати одговорноста за промовирањето на демократурата во Македонија. Иста мерка како и ВМРО. Јас знам која е позицијата на Дуи. Според мене има и поголема врска од именно дури тоа би го тврдел заради потребите на албанците. Затоа што тие се па примерно они таа врска има и албанското општество, албанската политичка елита, таа врска имала од 90-та година да биде подемократска, баш поради позицијата во која ја проектирале својата заедница. И таа е обврска зашто и албанските аналитичари, opinion makers, било што, реагираа повеќе ради аморфноста и нереагирањето на Дуи за 23 декември. Баш поради таа дополнителна обврска. Тоа не го спорам ја. Него сакам да кажам дека двете албански политички партии најголеми на претходните председателски избори има полош резултат од кандидат кој Ајде да видиме. Добро? Мислам не е нов, бидејќи што не го поканиме Марти Ахтисари? Или да најдеме некој еквивалент, некој голем бивши председател, пензионер во други, а има и млади пензионери, да му даеме македонско државјанство и да го кандидираме за председател. Што ќе ни фали? Мала плата е. Мала плата, да, ќе мора некако хонорар после преку сорот. А нема, после ќе го прогласува со развитие. И придавник. Професорот Љубомир Фрчковски неодамна во интервју за Нова изјави дека е неопходна техничка влада. И само таква техничка влада може да обезбеди фери демократски и парламентарни и председателски избори и со тоа заради тоа што гласачите живеат во страв, притисоци, заплашувања, уцени и така натаму и тоа би бил единствениот излез во оваа држава. Како целата оваа конструкција дефинирате неопходна? За него е неопходна. Што значи тоа неопходна? Сега објаснив заради тоа што постојат уцени. Како се стигна до неопходноста? Јас знам дека во политичката реалност во која живееме, не постои прашањето на техничка влада не е прашање на тоа дали експертите се договорат за тоа. Туку е прашање на реална политичка моќ дали до тоа може да се стигне. Има уште во реченицата, да. После ова има една запирка заради тоа што реченицата продолжува, само странците би можеле тоа да го обезбедат. Па ја лично мислам дека ние живееме долги години во таа илузија дека странците овдека нешто ќе обезбедуваат или нема да обезбедуваат. Странците овдека се разбира се еден значаен фактор во поддршка на одредени процеси. Во, како кажам, стимулирање на она што значи некаков дискурс кој е демократски. И во таа смисла во охрабрување, не ги подценувам. Всушност гледате како се однесуваат, точно на овој начин се однесуваат. Но дека ние треба сега некаков амерички губернатор да добиеме, кој што ќе реши дека треба да имаме техничка влада. Па слушајте, тоа тешко оди моментов и во Турција, кај што многу поголеми влогови се, кај што многу поголеми играчи и многу поголеми интереси се опрашани. Па и таму рушење и поставување на влади не е едноставно. Ние сме заборавена земја.
Ние треба да почнеме да живееме со јасна свест за тоа. Ние не сме на ничија важна агенда. Ние имаме овдека нормални дипломати кои ги представуваат своите држави. Не се овдека дојдени они да не представуваат нас. Америчкиот амбасадор, германскиот амбасадор, холандјанката, они представуваат интересите на... Да, но во време на големи кризи, како што беше рамковниот договор, 24 декември... Шанса за 100 години. 24 декември анкетната комисија беше пред некој... Не беше голема криза. Да, говорам за наши, тогаш само тогаш ни помогнали, биле тогаш необходни. За жал, Разбира. за жал, Тоа е добре дојдено. Да. Но не функционира тоа повеќе така. не, за жал ние не сме во нивната фокус на интерес. Секако дека тие механизми кај нас би функционирале затоа што функционирале. Нели во критичните моменти на највисоката глупост наша, така домашна, сме имале охрабрување и укажување во кој правец треба да се движиме за доброто на ова, затоа што испаднало дека е добро. За жал не сме во жижата на интерес. Ја верувам дека има поголеми проблеми. Во Турска тоа не оди затоа што е голем систем. Кај нас тоа било брзо. И премногу моćна земја. Смеам да елаборирам малку повеќе, зашто тоа мислам дека меѓу другото би било корисно и за наредниот председател. Видите, дури сум спремен да тврдам дека постоењето на Македонија како независна држава по распадот на Југославија е резултат на еден, дотуше компликуван, но на еден фактор, а тоа е експлозивната моќ на Македонија. Македонија беше третирана долго време со право, со добра анализа за тоа, како една од ретките земји на Балканот која има експлозивна, а не имплозивна моќ. Да речеме, гледайте што се случи со Босна. Крвава војна, долгогодишна, многу жртви, но со имплозија. И таа војна можеше продолжи уште 5 години, уште 3 години, немаше дури ни Хрватска да се дестабилизира. Македонија од друга страна беше земја која што имаше експлозивна моќ, тоа значи во политичката нестабилност ги вовлекува соседите, регионот и светските сили. Оно што се случи во меѓувреме, за да разберете зашто американскиот амбасадор се однесува како што се однесува, една пацификација на регионот. Значи, земјите околу нас, регионот се пацифизира. Се пацифизира и во смисла на своите ресурси да прави проблеми. Значи, стана членки на НАТО, стана придружни членки, така натаму. Се демобилизира, се разоружа армиите. Значи, сега реално нема тенковска дивизија која може да влезе на Косово. Се демократизира. Плюс се демократизира, се толку. се направи интеграција во некакви рамки на нормален евро процес и така натаму. Македонија изгуби квалитетот на експлозивна моќ. И ризичност. Така што заради тоа паднавме на приоритетите. Да, овде може да има многу лоши проблеми, но на крајот ти вика, па добро, уште една корумпирана влада, ова непријатно со инцидентот во декември, али богате види го апсиле новинарот, срам да ви е, ама тоа не предизвикува никаква регионална нестабилност, заради која сега ние би добили амерички амбасадор, кој како во други времиња ќе може да решава и за внатрешни да влие во внатрешни. И тоа е прост работа, тоа треба да го видиме и да се соживееме со тоа. Тоа инаку Груевски перфектно го разбира. И затоа, пазите, затоа они се обидуваат. Затоа има проблем, ова е проблем со имови и така натаму. Тоа колку толку ги вади на радарот на меѓународната заедница. Иначе, они се обидуваат да бидат комплетно под тој радар. Нигде каде ги нема. И гледате дека ние меѓународно нигде не нема. Поради таа причина и интраетничките проблеми се поприсатни во општественото живење, за разлика од меѓуетничките. Меѓуетничките прашања кај нас доаѓаат во површина која деца на хулигани се вклучуваат. Па тоа не е мала работа, нели? Не, ама за регионална смисла е тоа. Добро, да, не тектонски пореметувања не креира. Што велат кандидатите кои веќе јавно рекоа дека ќе бидат кандидати, например за консензуален председател Јовек Екеновски вели, тоа е полуриба, полудевојка, говорејќи за полуалбанец или односно прифатлив или за албанци или за македонци. Да, тоа е прашањето сега. И тој не се согласува и не сака таков кандидат да биде. Исто слично вели Стојанче Ангелов, кој исто така рече кај ќе се кандидира. Останатите молчат, односно останатите се дел од шпекулации. Стево Пендаровски, Владо Поповски, Срđan Керим Трифон Кустовски, Лазе Елиновски, Јовек Екеновски, тоа се тие луѓе, аз сите ги прочитав. Како ви личи оваа, како ви изгледа оваа листа? Има ли тука консензуален председател? Прво, двајцата имат конфликт на интереси, нормално дека они не може да се промовираат со варијантите, да, ако не се дел од мощниот договор. Кога би било, одма би се согласили. Да, би се согласили. Второ, пристапот таков, значи дека ако Стојанче, например, сака да стане председател на македонците,
пошто не ги овие други гласови неќе да ги добие, тогаш прашање каква политика сака да води, така да апсолутно би бил неприфатлив за еден. Македонска политика би рекол тој, веројатно. Македонска етничка политика за председател е неприфатлива за не македонци. Не кажам. Така, не само за албанците. Што треба да се каже, пазите, ние сме практично одбројуваме недели до председателските избори. И ще немаме кандидат. Да, мистериозна е, да, личноста. Пазите, главните партии немаат кандидат. Видов еден пост таму, може да поминат изборите, па тек тоа. Едмон Тадеми тоа, да, на Facebook. Слушайте, тоа говори за една голема, висока нерегуларност на овдешниот демократски политички систем. Тоа говори дека ние политиката ја водиме во позади простори. Дека главните актери во политиката викаат: "Абе, што ти народот, тоа сте народ, ние што ќе се договориме." Затоа е можно на 5-6 недели пред избори да немате ни кандидати. Па во нормални држави се знаат кандидатите со години или барем се знаат двајцата, тројцата главни. На конвенција се бираат, па на 6 да. месеци пред тоа они нешто избираат. Па ние кај сме ние тука? Затоа што овдека политиката се води на мала врата. А кога го читате Груевски и Али Ахмети, па тој се полни устите со демократија и мед и млека. А вратата се отвара со нога. Ама види се, малце и граѓаните тој начин почнале да го прифаќаат. За ништо не можеш да ги кривиш само политичарите. И изборните процеси може да бидат нерегуларни до одреден него кај нас и општествената свест е малце застарена. Алберт, ти знаеш дека ние, јас имам увид во одредени истражувања, јавни мнења и така натаму, авторитарната свест кај македонските граѓани е необично висока. Свеста за демократијата е релативно пониска дури и во регионални. Но тоа е историски прифатливо за македонците. Има една историја и тоа само по себе ги прави. Затоа јас политичката елита ја гледам како емансипатор во демократската свест. Апсолутно, и не само таа не е таа што го води народот во демократија. Ордановски не се само политичарите во политичката елита. Целата класа практично. Интелигенцијата во општеството. Види, кај нас имаше едно денегрирање на тие морални вредности и на вредностите и на некои одредени личности. Ти немаш унификаторска личност која ќе каже па нејзиниот збор да не се оспорува од ниедна страна. Добро, не гледате, сега ми го прескокнавте прашањето, не гледате унификаторска личност, македонски Мандела, ви ги прочитав овие луѓе. Не, што ви говори овој? Не се они исклучени, што ви говори овој список? Да се смени свеста на општеството, било која од тие личности, и ако ги има тие квалитети, треба да има позиција да може тоа да го промовира. Ги имаат ли? Прашањето е ги имаат ли? За мене повеќето од нив ги имаат. Да. Сакам да ти кажам, они треба да се нели обмотаат со некоја функција да може тоа да го промовираат. А као обични граѓани не може индивидуа тоа да го направи, треба да колектив него и да треба да некоја поголема група за да стартира да менува свест некоја. Добро. Клучот на ова што го избори Алберт уствари за мене. Така што и за мене овдека има прифатливи луѓе. Меѓутоа тоа не значи дека тие ќе бидат кандидати, бидејќи овдека не се решаваат моите и неговите мислења. Овдека е јасно дека зад кого ќе застане Груевски и ако успее да се договори со Ахмети, тој ќе биде председател? Да. Без разлика на неговите квалитети, државнички, интелектуални, образовни, што се тука спаѓа од тоа. Да. Значи, ние сме во таков систем, во таква држава живееме. Многу пати и вашите имења беа спомнувани на вакви листи. Платите се откажавме, нели, пошто има ниски прилично. Не, сега да кажам, за мене играта не е пред време завршена и верувам дека овие председателски избори ќе влијаат и на евентуалните опции кои ги нуди Фрчковски и евентуални предвремени избори, така да мислам дека и меѓународните пријатели охрабруваат овие избори да бидат избори кои нешто ќе значат. Но без парламентарни или со? Не, јас сум апсолутно уверен дека сега нема да има парламентарни со председателски. Не одиме во пакет. Да. Што? Има пакет со парламентарни? Не би да ви кажам. Мислам дека тоа ќе го одлучи ВМРО, ќе го одлучи нареднава недела заедно со ДУИ. Ја не можам да изразам никаква увереност, бијќи не знам. И тоа е предмет на договарање под маса. Ја мислам дека ДУИ нема простор сега да прифати. ВМРО не може само да прогласи предвремени избори. Ја мислам дека ДУИ нема ниеден аргумент со кој може да им се обрати на своите гласачи, на своите партнери. Не знам. Оти гледам дека овдека аргументите се прашање на едно деноноќие. Тој нема до денеска аргумент и одеднаш утре
некакви големи демократски застапници во ДУИ, Законот за дел од нив мои пријатели ќе излезат и ќе почнат да елаборираат дека уствари е најдобро да имате парламентарни. Guiding star нив ќе им бидат демократските принципи и процеси. Мислам дека просто немаат маневарски простор во моментот ДУИ да прифатат предвремени избори со претседателските. Ја не би ги исклучил во 2014, но све ќе зависи како цели овој претседателски. Но законот за медиуми исто така не беше прифатлив за нив и подоцна. Ма видите, ДУИ не се водеше за законот за медиумите од демократскиот капацитет или намери што ги има. Се води од чист пазар. Мислам, ова го кажам со голема жалост, бидејќи директно беа вклучени некои луѓе кои јас многу ги почитувам. На крај се избрука. Се избрука, тоа ќе им остане за цела кариера. Ова не е закон за наводнување на паркот. Ова е закон за медиуми кој што е лош, кој е катастрофален и кој ќе дојде второто полувреме. Оти видите, ќе има и второ полувреме. Еден ден оваа власт ќе се замине. Ќе дојде некоја друга и ќе дојде судијата, ќе почне да свири второ полувреме. Тогаш ќе видат колку лош закон изгласа. Само интересно е, морам да кажам за законот за медиуми, дека реакција е албанското говорно општество во Македонија кон пратениците од ДУИ имаше и притисокот беше многу поголем отколку кај македонските opinion makers версус владеачката партија, не опозицијата. Сега опозицијата и да беше добар законот, кај нашата политичка култура ќе се противеше, него притисокот кон пратениците од владеачката беше за мене прилично мал кај македонското говорно подрачје. Добро. И тоа треба да се смени, затоа што ако тоа не се менува, ништо не се менува. А на ДУИ им се вршеше притисок. Се вршеше притисок и за недостатокот на авангард. Од новинари, од аналитичари. Во смисла да не се донесе законот? Да не се донесе, да, и се вршеше. Значи беше присутно. Да. Вие рековте дека многу мала платата, тоа беше циничен одговор. Не циничен, духовит, да бидам по-прецизна. А го спомнав вашето име, но и вашето име се го спомна и самиот премиер Груевски, кој рече дека сте опасен за неговиот демократски капацитет, ако добро го парафразирам, на новогодишното интервју на јавниот сервис на МТВ. Слушайте да ја кажам, јас навистина не ми е јасно како може еден премиер да си дозволи во новогодишно интервју на јавниот сервис да се сведе на поименично спомнување на неколку души во општеството. Фрчковски, Џунар Исмаил и добро, и мене, видите, од една страна, мене тоа, како да кажем, како човек кој што е влезен во едно добро друштво. И не само тоа, туку ја се бавам со една јавна работа, и е комплимент. Сепак тројца биле спомнати, може премиерот. Од друга страна, не ми е јасно каква е таа безсрамие. Да премиерот се занимава со мене. Ја не сум нити политички активен во смисла на некакви функции. Нити сум во нивниот бизнис, па им пречам нешто, им земам пари. Но сте влијателен opinion maker, тоа не е исклучено. Ама тоа не го разбира и премиерот кој ќе ме спомне со име ми дава потврда дека сум влијателен. Тоа значи он што во интервју ме спомнува, валда 5 пати дневно ме спомнува на некои други места. Но кога вели дека сте опасен, парафразирам сепак, не значи ли повеќе за хајка и линч да бидете нападнат на сред улица, например, па да ви е потребна полицичка заштита? Тоа би значило кога таа хајка би ја немало. А бидејќи таа хајка он ја предводи со години, и не само против мене, туку против низа други луѓе и институции, така натаму, ова не значи ништо, не е ова ништо ексклузивно. Он мене ме спомнува од говорници на партиски митинзи, во не знам колку интервјуи и телевизиски емисии, кај што седи со луѓе, кај што имате говор на омраза еклатантен. Така што за мене ова не е ништо ново, само сакам да ви кажам со кого си имаме работа. Пак ќе повторам, тој е сепак во демократска смисла еден кепец. Тој е едно џуџе од демократ. Добро. Нашиот премиер. Он може да е прекрасен човек, он може да е добар родител и така натаму. Ова е вашиот одговор кон неговите. Ма немам ја одговор за неговите. Ја мојот одговор давам 364 дена во годината кога ми се дава прилика. Во Македонија Груевски успеа да тие прилики бидат се помали. Не заради мене, туку пред се заради артикулација на критичка мисла воопшто. Да. Обединувачкиот фактор во овој случај како ќе функционира? Ако постои кај премиерот Груевски една листа црн тефтер на луѓе кои сметат дека мене Сашо би бил добар кандидат затоа што неговиот демократски капацитет е прилично развиен и има, нели, може да сподели искуства и од други земји. Алберт, сега да го кажам, извини, само да ти кажам дека што денови сум на диета, немам концентрација за толку тешки прашања. Второ, како ќе функционира?
Ако е консензуален, он ќе функционира прво согласно неговите уставни и законски овластувања и второ согласно врските да биде председател на сите тие кои го избрале. Ма тоа е прекрасна функција, слушај. Не, какво god да е. Треба, Саша, ја мислам дека треба од негде да се почне. Ние сме стигнати на дното, на поделеноста на општеството по разноразни. Време да се подаде рака. Но кој ќе ја подаде, тоа е прашањето. Ба види Кои се лидерите кои се подготвени? Разликата кај нас и во Брисел е дека тој што подава рака во Брисел го рачунаат за попаметен, понапреден, а кај нас го рачунаат за помалце маж, било и да е жена. Да. И тоа е суштинскиот проблем во нашето демократско феминистичкото движење си го навлековте на вратот сега. Не, феминистичкото движење кај ме може само да има огромна поддршка, што се однесе до тие прашања сум расчистил. Но треба да биде некој, значи личност која секако ќе мора да почне да ги спојува интересите во еден заеднички интерес, затоа што ако тоа не се случи, се што се случува во овој свет и полоши приказни се појавиле, па светот не пропаднал. А ова општество стварно почнало да се поделува по разноразни основи и што подолго трае, толку потешко ќе биде тоа да се спои. Кога толку дебата ми имаме околу консензуален кандидат за председател, а знаеме какви функции има, какви овластувања има, што би се случило ние да зборуваме за консензуални политички партии или избори кои би биле или решенија кои би биле прифатливи за сите. Тоа било револуција во. Само сакам нешто да додадам, бидејќи сме пред крајот, видите, во крајна линија оваа дебата, не само ова сега што ја правиме туку, цела оваа општествена дебата која се покрива, е известно поместување и дигање на литвичката на демократијата, без разлика што тоа се прави наспроти интересите пред се на ВМРО ДПМН, и тие се јасно кажани. И мислам дека оваа дебата е еден влог во една иднина во која што таков консензуален кандидат. Слушайте, да прашавте некого во 89 или 98 година дали Обама може, дали еден црнец може да биде председател на Америка, ви гарантирам дека 90% од црнечкото население во Америка, афроамериканците би рекли дека е невозможно. Но кога ќе ги покренете дебатите, мислам дека и ова е еден дел од тоа зрење на таа дебата, па кога еден ден овие кои што малку разбираат демократија ќе се заминат, можеби ќе дојдат некои кои повеќе разбираат, ќе има еден терен веќе изразбиран. Можеби и албанец и жена би била председател. Можеби, туку и било кој не е ни важно. Милјана во ќерка ми гледам перфектен кандидат, уште е млада за кандидат, а она и жена и албанка. Имаше предвидување Нострадамус Владко Василј 2000 не знам која година, министерот за образование наполнил вели 18 години. Време е да се прослави такво нешто. Добре, јас ви благодарам што бевте гости. Благодарам за поканата.